Почитувани, градоначалничката Даниела Арсовска денес не се појави на седницата на Советот на која требаше да поставуваме советнички прашања, иако беше уредно поканета. Ваквиот однос потсетува на односот на ВМРО ДПМН од режимските времења и јасно ја потврдува причината, а тоа е неработата на Арсовска. Цела 1/8 од мандатот Арсовска го помина во неработење, не реализираше ниту еден проект, па оттаму не е изненадување што Арсовска денеска не се појави пред советниците. Половина година Даниела Арсовска не реализираше ниту едно ветување дадено пред граѓаните. Нема нови 250 автобуси, нема бесплатен јавен превоз, ги нема ниту ветените нови паркови, постојано никнуваат диви депонии кои не се чистат, а градот никогаш не бил повалкан. Бројни важни проекти, започнати од претходната градска администрација, како што е проектот за Бас Рапид Транзит, мостовите во општина Аеродром и општина Карпош, улиците Есенинова и Васко Карангелески веќе оддамна требаше да бидат завршени. Но затоа Арсовска и раководствата на јавните предпријатија и културните установи ги наполнија со партиски кадри од ВМРО ДПМН. Во време на глобална економска криза, наместо да понуди проекти за помош на граѓаните, таа 3 месеци го барала споменикот на ќосето, кој беше противзаконски поставен од режимот на ВМРО ДПМН. Колку Арсовска е способна да го менаџира град Скопје, најдобро говори фактот што за само 6 месеци дури 20 директори на јавните предпријатија си заминаа од нивните функции. Граѓаните на дело ја гледаат неспособноста на Арсовска и на ВМРО ДПМН, затоа таа денеска не се појави пред советниците. Со ваквото неработење, со ваквиот однос кон граѓаните и град Скопје, Арсовска се докажува како најнеуспешен градоначалник во историјата на град Скопје. Ви благодарам.